Ќури од Косово против Кристијан Пешко од Македонија. Некако брзо се одвива овие први две борби. И претходно видовме неколку експресни завршени борби, многу атрактивни моменти. Постојано зборуваме за одредени промени во борењето, кои што тоа го прават да сакав да појаснам зошто во овој момент се случуваат и такви работи. Сега гледате дека дел од техниките кои или акциите кои ги изведуваат борачите имат поголема оценка. Порано кога се одеше позади противникот, се добиваше 1 поен, сега се добија 2 поена. За ефективна акција од 3 сега се на 4 поена. Така направија самиот надпревар го направија многу повозбудлив. И тука ќе морат борачите свесни дека добиваат 2 поена, дека ќе морат повеќе се борат. И често пати со една со реакција може да заврши надпреварот. Значи во црвен дрес е представникот на Косово, во синиот е нашиот надпреварувач во категорија до 65 килограми. Сепак ова е борба меѓу Кури и Стојанче Данилов, во синиот дрес, нашиот надпреварач кој го води како тренер Љуѓи Индонези, поранешен 10-кратен освојувач на македонскиот бисер, еден од најуспешните во историјата, некако во кругот на Шабан Трстена и оние големи асови на македонското. Тој беше еден од борачите кој можеби со најдолг стаж остана во борењето, имаше многу желба да и се бореше да оди на Олимписки игри. Меѓутоа се надеваме дека можеби како тренер сега, што всушност и мене ми се случи, имав и јас можности да исто така да учествувам како тренер, како селектор во Пекинг. Меѓутоа во секој случај гледаме една интересна борба, тука има некое недоразбирање и мислам дека малку едно неспортско однесување што мислам дека треба да се еве. Го поправи тоа Данило Стојанче, свати дека не требаше така да реагира. Имаше одлука на судиите кои не испочитуваа репрезентацијата на Косово, меѓутоа мислам дека поради тоа веќе и беше казнат. Така да мора да се стрпат спортистите без разлика на што и да се случи, тие на овој начин тој се изгуби поен, што не требаше тоа да се направи. Имаше интересна акција, ефективна според мене. Немаше бидејќи беа надвор и немаше поенти, можности да падне на грб и така да беше чиста. Меѓутоа таму има тројца суди што се многу повеќе меродавни од нас, а впечатокот е сепак и мој и на публиката, секако и на пред се на камерата, така како што може да го доловат гледачите. Да, ова е прва борба која што оди во втората минута, претходно две експресно завршени борби. Инаку Косово имат квалитетни борачи. Тие ова година и се примени во олимпиското семејство, значи ќе можат да учествуваат на олимпијадите. Меѓутоа Стојанче Данилов е еден од повозрастните борачи кај нас во Македонија, меѓутоа беше еден од можеби најталентираните борачи во период, инаку јас му бев тренер во еден период, во почетокот и заедно го стварав како борач, меѓутоа имаше некоја повреда на раката и сега пред неколку години пак се врати во клубот, ни помага и така да е еден од поискусните и е меѓу подобрите во својата категорија. Да, во меѓувреме зема уште еден поен, води 2-1, а имаше и еден не баш коректен потек од противникот, но продолжува борбата, минута и пол. Често пати знаат и тактички да го прават тоа, меѓутоа судиите веќе се толку ги знаат, го препознават тој однос и мислам дека не можеш на тој начин да ја добиеш борбата доколку не се бориш како што треба. Сега обиди на представникот на Косово, да освојува 2 поена, успеа. Значи Стојанче сакаше да направи една рамено фрлење, го викаме суплекс, меѓутоа не успеа. Остана долу и изгуби уште 2 поена во партер позиција. Да, 2+2, сега веќе 5-2. И направи ризик ситуација, меѓутоа дојде до некоја повреда, неверојатно. Сепак рековме, машки спорт е и нормално дека ќе има такви ситуации. Тука најкарактеристични се повредите на ушите на борачите, често пати кои се препознават по тоа дека имат деформирани ушни школки, меѓутоа ништо не е тоа страшно, туку едноставно белек на некој си време кога тој бил спортист се надпреварал во борењето. Да, и многу борачи се горди што ги имаат. Па да, во секој случај. Одбележија би рекол, да. Често може да се случи тука, да речеме,
Штип, Радович, Кочане, бидејќи помали места многу такви лица ке сретнеме на некои не им е јасно што се случува, меѓутоа еве. Да, 2 поена за Данилов, 5-4 е сега за противникот. Во третата минута се борба. Бара туш публиката, неколку стотини присутни во оваа спортска сала 25 мај, која што има 30 годишен јубилеј, затоа што беше отворена 1985 година, а првиот турнир се случи македонски бисер да се одржи токму 86-та, значи една година посвеченото отворање на ова прекрасно здание, кое што ги памети оние блескави моменти на македонското борење од 95-та, кога Бучим Јака стана европски клубски шампион, една година потоа и интерконтинентален или неофицијален светски шампион. 6-4 е за... Јас многу добре познавам салата, бев 2 години овде се надпреварал, 91-92, бев член на водечки клуб Бучим во тоа време, така да ова сала дава прекрасна можност, бидејќи во делот од ова сала има и посебна сала кај што е помала и исклучиво само за борењето, и мислам дека Солирија и Бучим се единствени можеби во Македонија што имаат собствени сали, такви кои што треба по сите стандарди за да се надпреваруваат. Балканец исто има своја сала, меѓутоа мислам дека сега време во некој идно време да се направи некоја поголема сала, каде што ќе имат можност да имаме и со 2 душека и со други пропретни елементи кај што има потреба да е таков современ спорт сега. Да, 6-4 заврши рундата, 3 минути во кои што Арлинд Ќури од Косово има предност од 2 поена, доста освоени поени на двете страни со доста пресврати. Почна Данилов со водство, потоа противникот направи 5-2, па успеа да се приближи нашиот надпреварувач на 5-4, а сега видите, Данилов проба неколку акции, тие беа, тој на времето беше, значи, мајстор на изведување на такви техники. Меѓутоа најверојатно сега веќе тој во тоа време настапуваше во категорија која беше помал 52 до 57 кг, сега веќе во категорија до 65 кг. Конституцијата, нели, каква што е, и возраста веќе не е тоа што било, меѓутоа сепак се интересни техники кои се многу атрактивни. Меѓутоа често пати носите ризики, гледате дека во еден момент дури не успеа ја изгуби техниката, ја изгуби поените буквално од негова невнимателност. Меѓутоа во секој случај семафорот сепак, да, една корекција имавме пред малку. Затоа интервенираат. Да, еве и само да ви кажам дека делегат на турнирот е Станко Шернек од Словенија. Инаку и тук имам една историја со него, бидејќи јас се борев во Словенија 85-86 години и со него бевме, значи, клубски другари. Инаку за ваша информација, клубот во слободен стил тогаш го формира Блажо Давидовски, еден од нашите доени во борењето, спортски работник кој работеше во Штип, во Куманово, потоа отиде во Словенија каде го формира клубот и сега буквално на основа на тие почетоци сега се заснова овој клуб и Станко Шернек е таму исто така и главен тренер во тој клуб, а инаку е еден од најквалитетните и најдобрите суди во моментов со звање асистент. Значи имаме 10 инструктори и 3 асистенти меѓу најдобрите во светот. Да, си го зазема своето место Станко Шернек, тој ја коригираше акцијата. Да, останува 6-4. Да. И сега сме во втората рунда, вторите 3 минути. Инаку тука е присутен и Љупчо Јанев, нашиот меѓународен судија, кој порано судеше и на 2 олимписки игри, а уште неколку на други, меѓу кои денес имаше и официјално простување Нешрет Лиманов, долгогодишен боречки судија, кој што е токму од тука. Љупчо Јанев, Стојан Колев, Илија Трајанов, Кирил Туџев покојниот, значи многу судии кои дадоа свој впечат на борењето, меѓутоа Љупчо Јанев имаше можност да учествува на 2 олимпијади, а Нешрет Лиманов исто така му честитаме за ова што го даде, меѓутоа и Љупчо Јанев исто така со ова година му завршила можноста да биде судија, значи тие многу порано се пензионираат во однос на да речеме во однос на работниот стаж на некој работник. И така да веќе и тој од ова година веќе нема право да суди на преварите. Да, 8-4 во меѓувреме, уште 2 поена за представникот на Косово, она што е од практично од минатата година, ако добро се сеќавам, продолжуваат надпреварите во втората рунда со освоените поени од првата. Па видите, од однос на минатата година имаме нема прва рунда добиена еден пат. Не, значи сега имаме 2 рунди по 3 минути и тука веќе е сосем различно. Значи и тука, значи постојано се менуваат правилата, ние се сеќавам доколку не следи некој што можеби минатата година и пред минатата имавме можност да разговараме на ова тема. Значи имаше едно време само 5 минути траеше борбата, па 3 пати по 2 минути, па сега еве гледате имаме 2 рунди по 3 минути
И така да и тие промени допринесуваат за одредени состојби во борењето кои што во моментот ги имавме и знаете дека имавме сериозен проблем во однос на останувањето на борењето како Да, многу атрактивна акција сега, зеде 2 поена Данилов. 8-6, потоа противникот врати. На семафорот стои 10-8, неколку добри акции на двете страни. И сега се веќе во аут. 2 поена во меѓувреме. 12-8 сега според ова. Бараат поништување на овие последни 2 најавени поени од таборот на Данилов, затоа што било во аут. Да видиме што вели судијата. Пак интересна ситуација. Да, реакција. На 20 тренери. Добро, сега веќе технологијата е многу понапред, ќе ја проверат на видеоснимката, мислам дека ќе донесат правилна одлука. Ние кога зборувавме со Стане во однос на тоа како треба да биде, се согласивме дека судите треба максимално професионално да се ја извршуваат својата работа без пристрасност на било кој борач. Да, овој видео реплей или враќање на снимката е се популарен во се повеќе спортови. Во хокеот на мраз уште поодамна, во тенисот исто така, во каратето во последните неколку години, во борењето нормално затоа што има многу спорни одлуки, па во NBA лигата и воопшто во кошарката се поприфатливо станува, така што евентуална судиска грешка, неправда може да биде по сугестија на тренерот. Ако изгледаме па стартот или фотофинишот или финишот како дел на некој видео снимки на атлетските надпревари, тоа е страшно, речеме, и тука многу неизбежно да се дојде до правата вистина во однос на тоа што се направи. Да, и еве сега по оваа реакција на 20 тренери, во моментов коригиран резултатот 11-6 стои. Плюс-минус постојано од одземање до давање, како и да е, минута и 2 секунди останува до крајот на борбата. Доста рамноправна. Интересна борба во секој случај. Интересна борба, мислам дека тука беа, можеби ми се чини дека можеби боречот Косово е малку поспремен во однос на Стојанче, меѓутоа да, ево го сега зад противникот, уште еден освоен поен. Реагира Љуз Зевранези, кој го води нашиот борач. Видите се, постојаните такви прекини малку ги деконцентрирате судиите и тука треба да се внимават. Меѓутоа кога борбата ќе се еве се коригира и таа ситуација во ретие. Рековме неизбежно сега со овие техниките. Сега добра акција на Данилов. Да, меѓутоа немаше поен, реално немаше поени. Добар обид. Тоа е клуч, ние го викаме. Една од руските техники кои доста се применува во Македонија и поготово борачите одрадуваш многу работа. И меѓутоа и ова генерација борачи на Балканец исто така многу често знае пати да искористат и тоа беше ситуација кога ако се сеќавате за трето место Моги Ибрагимов буквално го победи тогаш. Да, на Олимписките игри. Да, со една таква акција. Еве Стојанче гледате дека на истиот начин бидејќи сака да ефектуира тука и често пати завршува со туш. Да, сега го истрка противникот во аут, па добие еден поен. И тоа 9 секунди мислам дека нема да може да направи повеќе. И тоа обично се прават тие зафати во завршните секунди кога веќе противникот има голема предност. Ризик е во прашини и нема проблем, меѓутоа. Да, еве 11-8 сега обид да влезе во нозите на својот противник кој сепак победува. Во секој случај добра борба. Јас му честитам на Стојанче, максимално се избори, исто така покажа дека уште не е за заборавање, дека уште има многу во него. Во секој случај видовме една интересна борба, доста рамноправна во најголем дел од овие 6 минути, затоа што претходните две беа експресни победи, најпрви на Иван Јанев во категорија до 57, а потоа и на Јасин Режелари до 61 кг. Аплаузи за она што го прикажа Стојанче